Бележи Ибн Джарир и Ибн Хишам, дојдоа тројца, Нуаман и Кас, Ибн Шас и Амр, дојдоа, тие беа големи луѓе кај евреите, рекоа Мухамеде, ти знаеш дека ние имаме голема улога. Пегамбер сам не гледаше луѓе богат сиромав. Не гледаше висок, невисок. Рече, плашете се од Аллах. Знаете дека јас сум пегамбер, примете ја вистината, ќе бидете спасени. Че кој бе ние? Ние сме Аллахови синови и ние сме Аллахови миленици. И Аллах објави курански ајет кој ќе се чита до судниот ден. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. И евреите и христијаните тврдат, ние сме Аллахови синови и Аллахови миленици. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Речи им, вие сте обичен народ како сите луѓе. Тогаш зошто Аллах ве казнува заради вашите гревови ако вие сте одбрани луѓе? Во друга прилика дојдоа и му кажат, о Мухамед, ние бевме во спор, пресуди за нас, во наша корист, ние ќе го прифатиме исламот, а штом ние го прифатиме исламот, сите евреи ќе го примат исламот. Види тактика еврејска, неузу билла. Мене ми е жал, ги спомнувам својства на евреи, да не сличиме на нив, да подценуваме, да подмитуваме, да шириме фитне, неузу билла. И Аллах азza wa jalla вели на пегамбер саллаллаху ва анихкум бейнахум бима анзал Аллах ва ла таттаби ахваахум вахзархум ан јефтинук. Вика ти суди според Аллах закон, ти збори вистина, ма те мразат, нека пукнат. Ти кажи го Куранот, кажи го суннетот, кажи го вистината. Ако Аллах со тебе, никој не ти може ништо. Ва анихкум, суди, како што е во Куран. Немој да ги следиш нивните чефови. Ва ла таттаби ахваахум. Немој да ги следиш страстите на луѓето. Чеифите на луѓето не може никој да ги задоволи. Вахдарум и внимавај да не те стават на испит. Види како? Ако ние примеме ислам, ќе примат сите евреи, ама пресуди во наша корист. Иако сме во криво. Али, пегамбер беше пегамбер. Погледни својство на евреите. Својство на евреите. Најбезобразен народ. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. И евреите тврдат и велат, Аллаховите раци се стиснати. Што значи стиснати? Аллах е скршав. Зошто Аллах не дава на луѓето сите ризме? Зошто некој богат, некој сиромав? Аллаховите раци се стиснати во смисла Аллах е скршав. Речи им нивните раци се стиснати. Тие се најскршави народ. Тие се проколнати. Аллаховите раце, односно Аллах е дарежлив.